За да не мрзнат во училишните клупи, со цел да се обезбедат топли простории, општина Охрид почна со поставување на фотоволтаични централи, со што ќе се избегнат и астрономските сметки за струја. Засега со електрична енергија од ваков вид на обновливи извори е обезбедено општинското економско училиште Свети Кирил и Методи. Изминатата година беше исклучително тешка, вели директорот на ова средно училиште, кој очекува сметките за струја да бидат за 50% пониски од ланската зима. Сега со изградбата на новиот систем за грејење, каде што ќе се грееме на електрична енергија, ме се ги производство на електрична енергија, значително ќе се намалат сметките за струја и мислам дека ќе имаме еден нов економичен систем на грејење оваа година. Иако се работи за донација, поставувањето на фотоволтаични централи не е голема инвестиција и чини околу 20.000 евра. И ние можеме да си го дозволиме тоа. Но во државава има училишта кои немаат пари, вели градоначалникот Пецаков. Како ЗЕЛС често бараме поддршка и помош од владата кога станува збор за електричната енергија. Нас не оставија 8 месеци не оставија без никаква поддршка, за тек во март 2023 добијаме некакво си подпишување со АДС за субвенционирана струја за клучни институции и објекти. А иначе е тешко, да. Секако дека стравуваме, ние поминавме една пеколна година по однос на цената на струјата, посебно настрада јавното предпријатие Водовод, каде што за една година генериравме долг, покрај она што сме платиле, генериравме долг од преку 1.400.000 евра. Голем дел, посебно на училиштата во држава, ќе се греат на нафта, што ќе биде големо оптеретување за општините, бидејќи цената на нафтените деривати расте. Се работи за брзански цени кои што зависат од разни геополитички ситуации, така да не сме ние тие што можеме да предвидиме тоа. Поставувањето на мини фотоволтаични централи е процедура која трае долго. Затоа час поскоро треба да ја отпочнат и сите мали предпријатија и со тоа да придонесат за подобра ситуација во енергетскиот систем, советуваат познавачите на приликите.